Починаа две близначиња, братче и сестриче, стари само 15 дена од прилевското село Славеј. Според првичните информации, машкото новороденче починало уште дома, а додека женското битката за живот ја загубило во прилевската болница и покрај сите обиди на лекарите за да го реанимираат. Телата на несреќните бебиња се предадени на обдукција со цел утврдување на точните причини за смртта, иако првичните сомнежи се дека најверојатно станува збор за премрзнување. Прима кажување на луѓево од преводот од негрејање, како да кажам, таква работа. Од немат и нехигиена таква работа, да речем. Гледаме ние, јас даваме пари се што требат. Еве и дрва имаме и топлиме, онадиме. Од Прилепската болница информираат дека бебињата биле породени спонтано на 30 декември, како недоносени, со родилна тежина од 1970 грама машкото и 1780 грама женското бебе. Заради недоносеноста, бебињата останале во болницата до 10 јануари, кога по барање на мајката и со нејзин подпис биле пуштени дома. На 16.1 во 10:45 часот на одделот за детски болести било донесено женското новороденче во тешка здравствена состојба како резултат на премрзнување. Машкото новороденче претходно починало дома од истата причина. По приемот на женското новороденче веднаш е преземена интензивна медицинска интервенција, извршена е реанимација, интубирано е, поставено е во топли кебиња. И покрај сите преземени мерки, состојбата се влошува и во 13 часот, за жал, е констатирана смрт. Стои во соопштението од Прилепската болница. Од Центарот за социјална работа пак велат дека семејството во кое има уште 3 малолетни деца на возраст од 4, 3 и година и пол било евидентирано како корисник на парична помош за трето дете и за детски додаток и до пред неколку месеци живеело во Прилеп. Никогаш не било пријавено од никого дека семејството е во социјален ризик. Сакаме да нагласиме дека не станува збор за екстремно лоши и нехумани услови, како што вчера првично беше пласирано. Туку напротив, стамбените услови се релативно добри, односно има простори за живење. Единствено што им недостасува беше хигиената во домот. Што се однесува во однос на грижата за децата, домот беше затоплен, значи за време на нашата посета во домот беше топло. Запален оган, дополнително топлување со греалица. За децата имаше обезбедено доволно храна, децата беа со уредна надворешност, значи облечени, соодветно облечени. Останатите 3 малолетни деца засега се во својот дом и за нив покрај родителите ќе се грижи и нивниот дедо, а во наредните денови тим од Центарот постојано ќе врши надзор со цел понатамошно постапување.